На кој начин институциите може подобро да ги предвидат, да се справат, но и да ги спречат ризиците од катастрофи? Прва фаза од циклусот на управувањето со ризикот од катастрофите е превенција и ублажување. И фактички во оваа фаза ние ги креираме сите политики на проактивно намалување на ризиците од постојните и новосоздадените ризици и закани, и токму во сегментот на надлежностите на собранието е и овој прирачник, каде што за прв пат се воведува темата на управувањето со намалувањето на ризици од катастрофи. Целта на овој прирачник е да се зајакне улогата на собранието во оваа област преку унапредување на свеста, знаењата и активната вклученост на претениците во исполнувањето на своите надлежности, како и да се овозможи на претениците практично да делуваат пред, за време и после катастрофите или кризните состојби преку различни активности за намалување на ризиците и ублажување на последиците, меѓутоа и за носење на инклузивни одлуки за јакнење на општествената и заедничката отпорност. Која е целта на прирачникот, особено во делот на собранието и на пратениците? Овој прирачник за управување со ризици од катастрофи за пратениците се заснова врз основните надлежности на собранието и ги разгледува и ги дефинира активностите кои пратениците може да ги превземаат пред, за време и после катастрофата или кризата, во фазите на превенција, подготвеност, одговор и закрепнување. Така, например, се заснова на 5 начела, кои се дефинирани од страна на UNDRR, што е Канцеларија на Обединетите нации за намалување на ризици од катастрофи, и Меѓународната парламентарна унија од 2021, и областите се дефинирање на општи надлежности и улогата на пратениците, понатаму донесување на закони, вршење на надзор, учествување во буџетот и финансиските, во донесување на буџет и финансиските средства, представување и застапување. И токму активностите кои што се дефинирани во овие области и даваат упатство и насока како пратениците може да подобрат, како може да го подобрат вршењето на својата дејност, должност. Македонија и во моментов се соочува со пожари кои беснеат на десетици локации ширум целата држава. Кои се најзастапените катастрофи што се случиле во последните децении? Ако се погледне профилот на опасности на Републиката, може да заклучиме дека број 1 природни опасности се поплавите со оглед на последиците и штетите и загубите кои што се предизвикани во изминатиот период. Пожарите се поинтензивни со зголемена магнитуда. Например, само минатогодишните пожари од 2024 кои опфатија скоро 3,6% од територијата на Република, директните штети изнесуваат повеќе од 95 милиони долари. Имаме зголемени број на топлотни бранови и екстремни температурни настани. Меѓутоа, како број 1 опасност ја би навел земјотресот со оглед на последиците не само по населението, туку и по општеството во целина. Кои се препораките, особено во делот на работата на собранието и на пратениците? Самиот прирачник дефинира сет на препораки за наредниот период и би набројал само неколку од нив, а тоа е активно учество во едукација, заштита и спасување, организација учество на тренинг, вежби и активности за заштита и спасување во самата собраниска зграда и во вршењето на самата дејност, понатаму сензибилизација и едукација на пратениците, на службите за глобалните и националните механизми и рамки за намалување на ризици од катастрофи, обезбедување на стручна поддршка на пратениците како да постапуваат во вршењето на нивната должност, како да постапуваат со граѓаните и различните ранливи групи, регулирање на постапката за на продолжување за веќе прогласена кризна состојба и утврдување на роковите, активно користење на надзорниот механизам, особено за искористување на јавните средства и последователно усвојување на заклучоци, со цел да се подобрат состојбите во тематските области
вршење на теренски посети, разговор со различни заинтересирани лица од делот на намалување на ризици од катастрофи и со граѓаните, зголемување и подобрување на буџетската писменост со цел за препознавање на потребите од превентивно буџетирање пред настаните со цел да се подобри превенцијата и облажувањето на последиците. Понатаму учествува сите позначени активности во областа на намалување на ризици од катастрофи, дали е тоа иницирање донесување на стратешки документи, понатаму учествува во системската реформа преку представниците на Собранието, одржување на тематски седници на Собранието со цел за обележување на 13 октомври кој е меѓународен ден за намалување на ризикот од катастрофи, вмрежување со парламентите од Југоисточна Европа, меѓутоа и позиционирање на Собранието како носител на добра пракса и како центар на парламент, ја би рекол, на извонредност во делот на вклучувањето на областа на намалување на ризикот од катастрофи во работата на Собранието и во работата на парламентите во регионот и пошироко.